Добро утро. Секој утро на телевизија Алфа во нашето студио веќе ја пречекавме и првата гостинка во денешнава емисија. Тоа е доктор Маја Каличанин. Слободанка е во другиот дел од студиото со неа. Ви најавивме и претходно дека ќе можете да слушнете многу интересни совети во следниве минути, па токму затоа Слободанка, јас ти го препуштам следниот простор на тебе. Верувам дека со внимание ќе го проследат разговорот сите што во моментов се на фреквенцијата на телевизија Алфа. Благодарам Ирена за најавата и да почитувани ќе имате можност да слушнете мощни корисни совети за вашите дечиња кога сме на тема ортопедија. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов, убав ден ви пожелувам. Исто така и ние вам и драго ми е што сте дел од Добро утро секој утро, затоа што ќе разговараме за она што е најсвето од дечињата. Меѓутоа и првото прашање секако дека ќе биде кога треба да биде направен првиот ортопедски преглед, еве веќе со самото раѓање на бебето. Баш така, со самото раѓање на бебето треба да биде направен и првиот ортопедски преглед и во нашата клиника, значи тоа и го практикуваме. Така. Се додека е бебето во родилиште, во тие 3 до 5 дена, зависно колкав ќе биде престојот. Јас сум тој ортопед што поминувам и ги прегледувам сите бебиња. Значи се прегледува детето, буквално да кажам, од глава до пети. Гледаме дали има некаква неправилност, нешто на што треба да се обрне внимание. Потоа, сето тоа се нотира, се поминува кај мајките, им се кажува усно и писмено им се даваат препораки, да имаат за потсетник дома, бидејќи на вистина во тие моменти после породување толку многу информации имаат, што некогаш се малку збунати, така да се им се објаснува, значи да имаат, да бидат спремни за кога ќе бидат дома сами со бебето, да знаат што треба да прават, како да се справат со се. Кажавме, веќе начнавме и на следното прашање кое што јас сакав да ви го поставам, што е значи она што го упфаќа првиот преглед кај бебето, еве вака медицински, убаво од стручно од ваша страна да ни објасните, па и мајките кои допрва ги очекуваат бебињата и за нив е еден убав и корисен совет да го слушнат тоа. Јас вака ќе кажам дека ние имаме еден календар, така мал календар на прегледи. Така, си одиме по ред. Одиме по ред. Значи првиот преглед е во родилиште. Понатаму следниот преглед е на 6 недели, 6 до 8 недели да кажеме возраст. Потоа следниот преглед е околу 5-6 месец и последниот преглед во првата година е околу 9 месец, 8,5-9 месеци. И во тој период ги следиме развојните фази во моториката, но и прегледите се ги правиме клинички и ултрасонографија се прави. Посебен акцент ставаме на колковите, бидејќи тоа е едно од најчестите аномалии, дисплазија на колковите. Се поретко, фала Богу, е исчашувањето на колковите, меѓутоа тие работи ние уште во родилиште или на првиот преглед ги нотираме, се кажува и имаме доволно време, да кажам, во наредните месеци до крајот на првата година, кога треба детето да прооди, многу од тие состојби комплетно да ги санираме. Така. И постои начин, значи, да се стори сето тоа, доколку ете дојде до некаква аномалија, значи, за да се спречи на време. Така е, значи особено ни е битен тој прв преглед во родилиште, за да се види дали некаква аномалија треба да се следи само или треба веднаш да се реагира. Оној прв преглед што ни е исто битен е тој на 6 недели. Значи тогаш се прави повторно преглед клинички, ултрасонографија на колкови и тоа ни е битно да кажеме во кој правец, дали се колковите добри, дали какви препораки ќе дадеме во однос на вежби, на широко повивање, во однос на D-витамин, профилаксата, кој што треба децата да ги, односно мајките за децата да ги практикуваат во текот на првата година. После првата година исто имаме еден преглед, тоа е на 18 месеци. Детето до тогаш е во оној календарот веќе кој го така, тоа е календар што го така? споменав, значи каде што децата значи веќе се проодени и очекуваме уште еднаш да видиме таа моторика како се развила, значи не само од моја страна ортопедска, некогаш значи се препокриваме во полињата. Значи невролошки следиме на некој начин децата како се развива. А тука вие сте заедно невролозите со ортопедите, така е. Сега во новиот дел сме сите на едно место, лесно ни е за комуникација, за консултација, совети така натаму. Потоа на 3 години имаме преглед, на 5 години и потоа почнува
училишната возраст, кога децата имаат во училиште прв систематски преглед во прво оделение. Так. Од тука веќе колегите превземаат, па ако имаат нешто на систематски преглед, ќе ги упатат повторно до соодветниот специјалист. Ете така. Сега тука би сакала да споменеме и да истакнеме кои се оние најчестите аномалии, ортопедски аномалии со кои што вие како ортопед знаете, значи се соочувате и што е она во последно време што најмногу се загрижени родителите? Најчести аномалии се дисплазијата на колковите. Што значи тоа? Тоа значи недоразвиени колкови или плитки колкови на некој начин. Тоа е аномалија која што некогаш клинички во детството и не мора да даде некаква симптоматологија. Следниот чекор по страшен на некој начин е луксацијата, односно исчешувањето на колковите, што понатаму водот се рефлектира со кривење, завлекување на ногата и така. Кога се случува тоа? Во кој период од тоа се, значи може да се случи, да кажам, и во самата бременост. Така? Значи не се доразвиваат тие структури соодветно и уште на раѓање можеме да видиме дали тој колк е на место или не. Така. Меѓутоа плиток колк тук има веќе повеќе градации, може да биде од лесен, среден, потежок степен. И кога ние тоа ќе го фатиме на почетокот, некогаш со наједноставен широк повој и вежби се решаваат работите. Некогаш треба помагало да се даде, дали ќе бидат каивчиња, дали ќе бидат апаратчиња, тоа го знаат и луѓето, да кажам, кои што поминале семејства низ тоа, знаат колку е тоа на некој начин долг и малку тежок процес. И колку е битно уствари со време да се практикува, значи таа отвореност во колковите, бидејќи таа позиција на отвореност убаво ги формира колковите. Има малку во последно време, да кажам, и отпор кон тој широк повој, иако, да кажам, од него само добро сме виделе. Навистина, така е, да. Барем од она што сме го слушале до сега. Така, бидејќи пак ќе кажам, таа позиција на отвореност подобро ги формира колковите, имаме убаво формиран, конгруентен колк, кој што треба да не носи и да не држи на нога цел живот. Споменавме, значи, оние прегледи до 2 годишна возраст кои што треба да се сторат, меѓутоа тука ги споменавме и дечињата веќе кога ќе започнат во училиште со систематскиот преглед. Кои аномалии дали може да се јава, значи, во повозрастна година? Во школската возраст, да кажам. Дали со стапалата имаат најчести проблеми дечињата? И барам според мене и оние информации кои јас сум си ги имала. Стапалата и рбетот. И што правиме со тоа? Со тоа зависно на прегледот што ќе видиме. Дали се, значи, во кој степен, рамни стапала, валгус, варус, ние имаме, значи, навнатре, нанадвор, гази детето, даваме соодветни совети или лекување. Некогаш тоа се соодветни чевли, некогаш влошки, вежби, начин на седење. Значи, дел од работите може да се решат. Некои работи не може до крај да се решат, но можеме да го стопираме на некој начин или да го држиме под контрола одредениот процес или аномалија. Во однос на рбетниот столб, најчесто, значи, во предпубертетската доба и пубертетот, настануваат деформитетите на рбетниот столб. Заради неактивност, неправилно седење, неправилно носење торби, несоодветна висина на работа на компјутер, на масата и на столчето. Сето можно секојдневие кој не обкружува и на начинот на кој што го живеат и дечињата наши. Тоа се случува, децата се се повеќе внатре, немаме деца така надвор да играат активно, повеќе на таблети, на компјутери, на лаптоп, се тоа влие. Значи не сакаат додат на дополнителни физички активности, па од тука и дебелината ни се провлекува, деформитетите на рбетниот столб и потоа тука треба да се работи. Значи има вежби, има помагала. Настанува проблематиката, но потоа ја решаваме истата. Потоа ја решаваме, да. Вие сте и хирург, тоа да го спомениме, но на крај ќе говориме малку и за тоа. Еве за мајките, како што напоменав, значи сите оние кои што ги имаат бебињата веќе или оние кои веќе се на пат за да станат мајки. Колку е важен витаминот Д да се дава веднаш по раѓањето на бебето и до кога треба да го даваме тој витамин Д, со оглед на тоа дека и ова е една дискусија која е голема дискусија. И зошто е тоа така толку голема дискусија околу витаминот Д? Па беше подзаборавен витаминот Д, меѓутоа мислам дека сега ние сме исто доволно активни во едуцирање и на пациентите, вака и на, како да кажам, поширокото обкружување, да.
Значи тој е многу важен витамин кој што учествува во многу процеси. Од моја страна, значи ортопедска, навистина е важен за здравјето на цврстината, еластичноста на коската и на мускулатурата. Меѓутоа за тој витамин D се докажа дека има големо влијание во трансферот на нервните импулси, во имунитетот, во работата на притисокот, на срцевата работа. Да, тоа е веќе докажано, Така. значи и бевме субдозирани на некој начин во однос на земање на D витамин. Значи него го примаме преку UV зраците, да кажам, Од сонцето. преку храната во многу мали количини се прима и заради тоа треба да се доземе како суплемент. Ни не достига. Ни не Така. достига. Во генералната популација огромен недостаток има на витамин D, а и начинот на живот се смени. Значи не живееме надвор на отворено како порано што Така. се живеело, живееме повеќе внатре кај што не сме изложени Многу на сонце. Ете така. Така. А за лазењето и за одењето кај бебињата, дали е штетно, не е штетно? Сигурно дека многу мајки се прашуваат, или пак некои дечиња кога ќе почнат да одат веќе, можеме да забележиме први чекори меѓутоа на прстињата. Така. Кај некои. Дали е тоа страшно? Дали треба да стравуваат? Дали треба да се консултираат со ортопед? Начално не, ама еве пак ќе кажам и тука како оди прогресот, Така. за да Значи веќе на обично родителите прашуваат кога почнува главата да ја држи. Главата стабилно детето почнува 3,5-4 месеци да ја држи. Потоа доаѓаат некакви обиди за превртување, меѓутоа не може детето. Има некогаш дечиња поактивни, меѓутоа не може. На стомаче, на грбче, значи веќе 4,5 месеци се крева во некаква полулежачка позиција. 5,5 месеци полуседната позиција. Помеѓу 6 и 7 месец веќе доаѓаме до седење. Но тоа не е стабилно седење, значи детето уште паѓа се клати напред-назад. Потоа, околу 8-9 месец доаѓа стабилното седење, кога Се зацврстуваме. Зацврстува, ќе седне. И потоа доаѓа лазењето. Лазењето го сметаме за одлична и е, уствари, одлична психомоторна вежба. Така. Значи, тоа не е баш едноставен процес, доста е комплицирано за детето да научи да усогласи раце, нозе, но детето кога ќе го научи лазењето, потоа, велам јас, секогаш само проодува, нема потреба ни да го водите, ни да го паткате, нити пак во дубак да го ставате и оно нешто да се учи со дубакот да оди. Дали дубакот се препорачува? Не се препорачува, Добро. значи само го ја успорува на некој начин. Детето знае дека има некаква потпора и не ги користи до крај своите потенцијали. А може ли дубакот да направи некои други проблеми што се однесува? Па може, зависи за од типот на колковите и дубакот. слично, За така. колковите не е толку да кажам, ноџињето. меѓутоа за стапалата, За стапалата. и за ноџињата, за подколеници. Тако е детето тешко, прерано се вертикализира, се тера да станува и да оди. Значи имаме оваа форма на ноџиња. Стапалцата се доаѓаат повеќе како рамни или навнатре се поставуваат за да постигне стабилност. И понатаму тоа како деформитет знае да ни се провлече. Но со лазењето убаво се јакне моториката, координацијата во просторот, детето знае убаво да се снајде себе во однос на просторот, знае да се позиционира. Така. Утре кога ќе стане, кога ќе почне да оди, посигурно е, знае како да падне, нема да се повреди лошо да кажам. Така да лазењето многу го препорачуваме и инсистираме Еве, за на оние некој кои начин можеби да се не го научат. знаеле Да. ова. А за одењето на прсти, Така, да. тоа е поврзано со созревањето на неуромускулниот дел од организмот. Значи, исто така дечиња кога рано се вертикализираат, знаат, значи така на прстиња додат одреден период или одреден дел од тој моторен пат не е досозрен. Во принцип тоа не е страшно, треба само време за да кажам да детето научи правилен од. Иако одењето на прсти дури како вежба некогаш го препорачуваме заради правилно формирање на стапалата, бидејќи сега сме во главном се на рамни подлоги, Так. во домашни услови, не сме на поле, на пат, некој нерамен терен, да кажам толку. За крај само би да не го изоставиме тоа. Јас мислам дека барем опфативме нели низ разговорот, кратки и јасни да бидеме, тогаш мислам дека ефектот е многу поголем, доколку навлегуваме во медицината, таа е многу широка. Меѓутоа за она како совети за родителите, јас мислам дека досега си кажавме она што е важно да го истакнеме и тие да го знаат. Сплескана глава се случува и тоа и зошто се случува и како сето тоа може да се Да, сплескано главче се случува многу често. Од кои причини е тоа?
тоа може да биде од неколку причини, најчесто од позиција. Значи, кога детето постојано лежи на едната иста страна, главата, уште черепот и коските на главата, не се така цврсти окоснати како кај возрастни луѓе, туку е тоа се уште рскавична коска. Бидејќи и таа е помека, поеластична, но ако детето постојано лежи на едната иста страна, на порано да кажеме, еве кога имало колевки кои што биле потврди, дрвени, децата лежи, кога биле децата повиени, лежале на грбче и секогаш главчето на тилче било сплескано. Сега, например, децата се вртат кон мајката, кон светлина, или ако некогаш детето цица на една града само и лежи на една страна, значи тогаш странично може да биде на едната или на другата страна значи, сплескано треба да главчето. се внимава и на... Треба да се внимава на менување на позиција, но дополнително она што е права во вистински смисол на зборот сплескана глава е кога има недостаток на D-витамин. Значи, Повторно се навраќаме на D-витамин. Значи, тој од 8-миот ден веќе се вклучува во профилаксата. Кај децата се дава од 8-миот ден, добро е и мајките во тек на бременост да земаат и во тек на доење D-витамин, како дополнение. Тогаш главата дополнително омекнува. Ако немаме доволно, значи, и онака е таа веќе мека поради возраста, несозреаноста да кажам, неоформен организам, меѓутоа ако нема доволен внес, детето почнува да се развива, расте, па во одреден период доста качуваат во тежина, во висина, имаат недостаток на D-витамини, тогаш црпи организмот од D-витамин од оние неоптеретувачки зони и тоа е најчесто главчето и ние тоа го гледаме како сплескана глава, меѓутоа кога ќе се пипне, главчето е мека, едноставно ви пропоѓаат прстите како го нарекуваме феномен на пинг-понг топче. Значи помалку застрашувачки, помалку застрашувачки звучи, не е пријатно, родителите и така има непријатно кога ќе го покажеме тоа. Меѓутоа, добрата работа е што е тоа реверзибилен процес. Така, се решава. Така, се решава и тоа комплетно. Значи, штом се додаде D-витамин, штом почнеме да менуваме позиции на лежење, во тек на првата година, во голема мера се си доаѓа на свое место. Многу ви благодарам што бевте дел од утринската програма и што ги посоветувавме родителите за дечињата што се однесува за за оние проблеми со кои што се соочуваат, што се однесува за ортопедијата. Во новата детска болница во Сестина сите сте тука само за доброто на дечињата. Така е, ми беше задоволство и ви благодарам. Исто и јас.